Почитувани, во денови кога Македонија е потресена од грозоморни случаи на убиства на жени, фемициди, кога расте насилството врз жените, а институциите потврлаат во заштитата, повампирените ликови од времето на Груевски, меѓу кои Миленко Неделковски и Сашо Тасевски, јавно шират навреди, понижувања и омраза кон жените. Последни жртви на срамни напади и говор на омраза се македонската пејачка Каролина Гочева, како и континуирани навреди, клевети и омаловажувања кон нашата портпаролка и жените од СДСМ. Форумот на жени на СДСМ ги осудува и најавува дека ќе поднесе соодветни пријави. Одговорност мора да има. Бараме Миленко Неделковски веднаш да биде разрешен од функцијата извршен директор на ФК Вардар. Сашо Тасевски да биде соодветно санкциониран и да му бидат блокирани видеата на социјалните мрежи полни со навреди и понижувања за жените. Почитувани, сето ова е резултат на политиката на говор на омраза, поделби и пропаганда што со години ја гради ВМРО-ОКГ, со помош на урбановата мрежа на медиуми и ботови, ликови како Латас, како медиумски координатори и се тоа со амин лично на Христијан Мицковски. Овие повампирани ликови од времето на Груевски постојано шират навреди, лаги, конструкции и говор на омраза кон опозицијата. Новинари, активисти и жени кои јавно говорат во името на СДСМ или против власта. Армијата на ботови на ВМРО-ОКГ координирано шири клевети, омаловажувања и закани на социјалните мрежи. Станува збор за организирана кампања на омраза и деградација против неистомислениците. Секој што размислува слободоумно или што ја критикува власта е таргет. Оваа организирана криминална банда системски го дели општеството, создава вештачки поделби и поттикнува атмосфера во која омразата станува политичка алатка. Талок на општеството, мочуриште, мекотели, целата оваа реторика е дел од таа политика и атмосфера што се создава. Фактот што Унијата на жени на ВМРО ДПМН не најде сила да ги оседи овие навреди и понижувања е уште една потврда. Молчењето е охрабрување на насилството и соучесниството. До кога ќе молчите? Ова е прашање на достоинство и почит кон жените во нашето општество. Обединувањето на сите прогресивни сили околу фронт за вистината и правдата значи продолжување на борбата против секоја форма на насилство, омраза и деградација на жените. За секоја жена, за секое семејство, за достоинствено и безбедно европско општество. Благодарам.